Добре дојде, топло добре дојдовте божански души на Уналум Тарот канал. Еве повторно со уште едно видео, трето поред. Овој пат во 3 групи за сите оние изминати 72 часа за активација на енергетски збиднувања на глобално ниво. Ви благодарам од се срце, божански, од нутрината на мојата душа, за вашето преплатување на мојот канал и ви посакувам овој канал да ви издигне, да ве направи повеќе свесни, да ве направи благодетни, исполнети, емоционално, интегрирани, љубени, возљубени од универзумот и од сите оние кои ви значат. Да започнеме. Ова видео ќе биде во 3 групи и ќе се однесува на сета она активација во 72 часа што ќе отвориме во себе и што ќе примиме од универзумот како духовна медицина, па да започнеме. Прва група. Првата група ја го добија овој кристал, картичка кристал, тарот кристал, Шива Лингам. Значи, овој кристал ми делува како таблета што активира, дефинитивно. Значи, Шива Лингам е познат како Баналингас кристал и е пронеден во Индија, во хиндуизмот се толкува како еден кристал на богот Шива и ги уништува сите илузии на трансформации. Значи ги уништува сите оние илузионирни мисли и трансформира. На кого му е потребна Шива Лингам? Во оваа група осеќам и имам чувство дека имам луѓе кои се бават со јога и луѓе кои
кои мразат јога. Така и пишува на самата картичка. Значи, каде се поставува овој камен, овој кристал, значи, овој кристал се поставува во делот кога се врши јога, во делот кога се дише, значи кога се припрема за активација на јога моментите. Тој го прочистува делот од твоите мисли, значи ги прочистува сите сетила кои водат до размислување на илузионарни мисли и трансформира. Сега што добивте во овие картички? Приземјеност. Првата картичка е приземјеност, значи сме активирале некоја приземјеност која треба да биде вкоренета со чувства на безбедност. Значи, вие активирате оваа група, има луѓе кои, значи, не само што осетив, туку и тотално имам некоја визуализација дека има луѓе во оваа група на вкоренетост. Значи, вкоренети емоции кои бараат чувство на сигурност, луѓе кои им треба едноставно сигурност на вкоренетост. Имаме исто така имаме баланс кој мораме да го направиме балансот така да баланс во визуализација, баланс на издишување и исфрлање на воздишка. Во оваа група картичките ни порачуваат дека треба да направиме едно огромно чистење, едно огромно исцелување. Едноставно треба да направиме сторија, значи приказна сторија за оставање на мемориите на исцелување. Значи, да почнеме да правиме нови стори, нови приказни со нови енергии. Да не се осеќаме како во есено време
или нешто во есено време би ни дошло, во есено време ќе биде време на нешто обновено, ќе направиме чекори во подобро утре. Ќе направиме чекори во подобро утре. И мајката земја не повикува, како пита картичка за оваа група. Да направиме како една нова групација во природата. Значи да престојуваме во природата. Значи овие пораки се стриктно оваа група. Прва група е стриктно за луѓе кои бараат сигурност, рамнотежа во мајката природа и ќе ја добијат од која ќе нивните мемории на исцелување ќе завршат и ќе отпочнат нови мемории, нови приказни, и тоа ќе биде во есено време. Есено време ќе се случи. Значи, активација на безбедност, сигурност, природа, оваа група најверојатно има активирано во себе просперитет во нешто што поврзува со јога. Овдека најверојатно има јога учители, јога почетници, како учители, така да овдека ве советуваат картичките и ви даваат духовна медицинска порака, дека вашата активација на сето она за просперитетно ќе биде кога ќе извршите баланс, кога ќе ги оставите вашите мемории на исцелување во позадина и ќе отпочнете едно ново поглавје во вашиот живот, просперитетно, во природа, во есено време. Тоа би било порака за оваа прва група, а ја сега одам во втора група. Втората група, ви посакувам добре дојдовте во втората група. Втората група е избрана картичката на содалит. Тоа е кристал камен кој на кого им
Во оваа група имаме некој што многу планира, продуцира, компонира. Ам, Активирана е она мистична трета чакра, она шеста чакра, третото око, дефинитивно интуитивна. Значи, содалитот е кристал кој а, втората група содалитот е подарен на души кои планираат, продуцираат, компонираат, нешто испишуваат. Третото око е отворено. Deep your intuition. Вели deep your intuition. Значи, длабоко е твојата интуиција. Интуитивен камен. Содалит. Ви посакувам да ви дојде среќа со него. Доколку го имате, доколку немате, пожелно би било да си го набавите. Оние кои сакаат да имаат просперитет во испишување, во компонирање, музицираат, произведуваат. Дека е женска енергија, да. Патот на убавината. Да. Овдека е во оваа група патот на втора група, пат на убавина. Овој пат на убавина е проследен. Оваа карта го прикажува, ја прикажува трансформацијата во нашата ДНК. Значи, во нашата ДНК, и вели ти чекориш по патот на твојата убавина, искачувајќи се во твојата феминистичка душа. Значи, искачувајќи се со твојата феминистичка душа. Значи, оваа група има женска енергија, дефинитивно. Да се обрати внимание многу на во оваа група да обратат внимание многу во тироидејата. Тироидејата ми се преткажува како тироидеја, но да не бидам јас доктор, тоа си има службени лица за такво донесување на одлуки. Ова е една трансформативна енергија на ДНК, значи од убавината на ДНК-та е трансформирана, значи се активирало во од после 72 часа е активирана ДНК-та кај некој од вас во втората група, ама мене ми изгледа дека ова женска енергија дефинитивно. Женска енергија со машки принцип. Да, овие се жени со огромна енергија, дефинитивно енергични жени. Значи во оваа група ми преовладува женска енергија со машки принцип,
но најверојатно е активирана ДНК-та како трансформативна и да добие баланс, но да добие баланс со нутрината на феминистична душа. Машки принцип, жена со машки принцип, ова е огромна енергија, ова се жени кои се просперитетни, кои се духовни, кои даваат можност на доминација. Значи, самокритични и треба да ја избалансираат, односно да истрансформираат енергијата од маскулин. Значи, овие се божествени жени, дефинитивно. Овдека имаме светлосни работници во оваа група, кои даваат можност на огромна енергија. Затоа и содалитот ја прикажува шестата чакра. Овдека вели дека нешто во лето ќе се случи, значи нешто во лето ќе се добие она што се активирало. Времето во лето ќе биде расцветувачко како во пролет. За оваа енергија на луѓе, прославете со вашата исполнетост. Тоа ви порачува оваа картичка. Вие ќе доживеете персонална моќ. Дефинитивно активирана ви е шестата чакра. Оваа шеста чакра се многу интуитивни, имаат многу. Овдека ми се светлосни работници, дефинитивно, или некој што е исто како и мене, што се бави со тарот читање, со кристалотерапии, значи тета хилинзи, дефинитивно индиго. Значи светлосни работници дефинитивно овдека имаме во оваа група, втора група. Во лето ќе прославувате, ќе расцветувате исто како во пролет, со персонална моќ. Значи, картичката ви порачува за дека ќе бидете мастер на вашата судбина. Дека ќе бидете водач на вашата судбина, мастер во вашата судбина и да се фокусирате како орелот што се фокусира да се фокусирате и да го избистрите вашето трето око за визуализација и манифестација интуитивна шеста чакра, дефинитивно. Вие сте активирале шестата чакра, третото око, така да ви посакувам многу среќа, многу успех, просперитет
Оваа втора група е дефинитивно светлосни, овдека имаме светлосни работници или пак треба да ја активирате оваа шеста чакра како духовна медицина. Духовната медицина ве повикува да активирате шестата чакра за да достигнете повеќе, да бидете интуитивни, да ги гледате онаму работите, да ги искристализирате, да вашата визионерска, визуализантна интуитивност да биде поконкретна, за да ве усмери за понатаму на достигнување на оно што сте тргнале да го доживувате како енергија, а овдека ми се светлосни работници, учители, мастери, доктори на науки, доктори како медицински доградители, може би сте и духовни доктори, така да ви посакувам многу среќа за оваа втора група. Благослов од мене за сите вас. А ја идам на трета група. И третата група, како последна за ова видео на Уналун Тарот канал, е кристалот, многу убав кристал. Изгледа како земјината планета, дефинитивно. Хризокрола или хризокола. Хризокрола. Хризокролата е кристал кој ги отвара сите канали на јасни комуникации. Значи, на чисти комуникации. Значи, овој кристал кој го значи, во оваа трета група имам луѓе кои комуницираат дали преку друштвени мрежи, дали преку телефон, мобилен, дали комуницираат јавна, овдека имам јавни личности, познати личности, дефинитивно. Така, значи, овој кристал им е потребен на луѓе кои се бават со циклична пропаганда или политичка медија, политички медиумски компоненти, комплекси, оние кои не можат да најдат значи, хризокола е кристал кој им е потребен на луѓе кои се бават со политичка медија, политички медиумски комплексни пропаганди, на оние кои им недостасуваат на право место зборови. Ова картичка ни порачува be your own mama. Бидете собствена мајка.
Дефинитивно. Бидете си сопствена мајка. Ете така. Значи, оваа трета група имаме луѓе кои добро комуницираат, кои комуницираат преку медиумите, дали било преку канали, преку социјални мрежи. Ете, прочитавме преку овој кристал, дојдовме до знаење дека им е потребен на луѓе. Во оваа трета група имаме луѓе кои им треба душевност од вода. Значи, овдека им е потребен на луѓе им е потребна во оваа трета група им е потребен да се им е потребно да се врата, да се нешто. Значи, третата група е активирана потребност за навраќање наназад во местото на мајчината на мајчината чистота. Така. Во оваа група имаме самостални учители, значи, овдека имаме во оваа група самостални учители, самостално учење на навлегување во самосталните води без ничија сугестија. Значи, овдека во третата група е се активирање луѓе со знаење, со самостално учење. Им е потребно да направат церемонија. Значи, церемонија не мора да значи дека треба да направат некоја самостална изведба, туку може да бидат повикани на некоја церемонијална од значење групација, каде што сами ќе се докажат. Значи, затоа и се враќаат затоа се враќате во вашата нутрина, во женствената чистота. Затоа ви порачува овој камен. Земја, 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 значи уземјени луѓе. Значи, дефинитивно овдека има луѓе кои се бават со интернет, преку интернет, учат преку интернет, само учат преку интернет, преку социјални мрежи, се бават со политикански знаења. Имаме ученици, значи во оваа трета група имаме ученици, значи кои им треба енергија за
просветлување, за усовршување, за растење. Имаме нескротливи луѓе. Овде имаме нескротливи луѓе кои треба да се скротат. Значи имаме дивост во феминизмот. Дивост во феминизмот, значи да не бидат толку укоренети, туку треба да бидат диви. Сака да кажа, оваа група дефинитивно имаме луѓе кои се не застрашувачки. Значи не застрашувачки, они учат самосвесно, самокритични се, сами си вршат испитување на себе си, се успешни, но имаме и ученици во оваа група. Затоа овој хризокола камен на земја. Дефинитивно. Разбудите го вашиот таа волк, ми порачува картичката, The Wild Feminine. Ова картичка се однесува на спиритуална, феминистичка, мокна енергија, која треба да се разбуди. Значи, треба да ја разбудите во самите себе. Инстинктивноста треба да ја разбудите. И кога ќе разбудите таа инстинктивност во себе, за да не доаѓате до пат, затоа што више сте активирале нешто што треба да се случи како самоконтрола, самоснаоѓање, да не се враќате повторно во женствената чистота, значи да не бидете сами на себе своја мајка, туку да дозволите вистинската, универзумска мајка да ви дарува она што треба да ви дарува, да ве исчисти, да ве усредоточи. Значи, кога ќе разбудите вашата женствена волчја енергија, инстинктивна, тогаш треба да дадете напор и да одите само напред. Вие имате невозвратна љубов, дефинитивно. Вие сте активирале невозвратна љубов на земјено ниво. Значи, овдека се луѓе кои имаат љубов за инстинктивност, љубов во церемонијални работи, љубов во само спознавање. Значи, вие се познавате самите себе, но сте активирале во изминатите 72 часа она енергија која ви е потребна. Значи, невозвратна љубов. Unconditional love, дефинитивно. Те потсетувам на твојата магичност, магична љубов. Ти си благословена, дефинитивно. Овдека имам луѓе кои дефинитивно работат преку социјалните мрежи, кои ствараат една голема возможност, една голема укоренетост во земјата, која ќе остане како невозвратна љубов. Unconditional love.
овдека имам луѓе кои работат преку социјалните мрежи, кои сакаат да остават нешто на оваа земјина планета како издигнување за самоспознавање, поврзани со вода или преку вода, да исцелуваат со вода. Најверојатно се композитори на музики кои доаѓаат преку медиумите. Постигнете го она што треба да го постигнете. За третата група имате само спознае, само учење, само познавање, луѓе кои се бават со ритуалност, церемонијалност, луѓе кои го разбираат инстинктот на љубов, на невозвратна љубов, дефинитивно. Третата група ми е едноставно духовна медицина за оние кои активирале сетилата и енергиите за создавање, компонирање, исцелување, исцелители. Овдека имам исцелители. Луѓе кои работат преку социјалните мрежи, кои се бават со спиритуални работи, тоа би било се за овие три групи и за ова видео. Ја ви посакувам многу благослов. Сето она што сте си го посакале самите на себе и што сте си го манифестирале до универзумот, да ви се исполни, да ви се оствари универзумот, да ви возврати. Тоа би било се за овие три групи и за ова видео. Ви посакувам многу здравје, многу благослови, како на емоционално, како на духовно, како на здравствено, така и на душевно. Ви благодарам за преплатите што ги правите на овој канал. Од сето срце ви се заблагодарувам и за сите тие што ќе дојдат до мене, што ќе ме послушаат, што ќе бидат дел од мојот канал, Уналум Тарот канал. Се надевам дека сите се пронајдовте во овие три групи. Кој се пронајде, кој не се пронајде, ќе се пронајде некој друго видео, во некоја друга група.
сепак е колективно групно читање, така да не е лично читање. Се надевам дека ќе започнам за брзо време и лични читања, лични читувања на енергии кои ќе се обавуваат преку WhatsApp, Viber, онлайн. Така да ви посакувам убава вечер, добра ног за некого, добро утро за некого, добар ден за некој. Останете ми во добро здравје, исполнети, усредоточени кон патот на издигнување и ви благодарам што ми го правите каналот поисполнет, енергетски јак канал. Се надевам дека ќе ви помагам и дека ви помагам. Јас растам со вас, а вие да растете уште повеќе со овој канал и со мене. Пријатно.